Оваа приказна е за илјадници жртви, за нивните животи што беа уништени, понижени и замолчени. Ова е приказна за можеби најголемиот скандал кој се случил на интернет во Македонија. Ова е приказна за Јавна соба. Јавна соба е една група илјадници членови и илјадници жртви. Во сенка на дигиталната анонимност се случуваше најмрачниот облик на родовото насилство. Во продолжение ќе го слушнете гласот на една од жртвите, која е позната на нашата редакција, но сакаше да остане анонимна за јавноста. Таа се отвори пред нас, но таа и онаа која го пријави случајот во медиумите и во полицијата. Едно утро рано, пред да одам на работа, во 5 часот ми пише еден млад дечко и почна да флиртува со мене. Моето прашање беше дали сакаш математика да научам, ако има потреба, нели? И ми пишува дека твои фотографии постојат, се испраќаат по групи, пази на кој прекаш. Дечкото ми ги пушти фотографиите и тој ме стави во групата. Телеграм Јавна соба, јас појдов на работа и цело време размислував и после пријавив. Стравот има лице. Лицето на секој маж во автобус, на работа, во продавница. Кога ти го украле дигиталниот лик, никогаш не знаеш во чии раце завршил. А кога си жена, тоа значи сите раце се потенцијално опасни. Првично се почувствував многу загрозено, пошто не знаеш кој ги има пратено фотографиите, нели моите беа земен профил може секој да биде. И почнуваш да се сомневаш во секого. Може да е некој пријател, може да е некој од на работа. Може секој рандом човек што сака ти наштети. Да ти намали репутацијата. Или се чувствуваш небезбедно? Небезбедно и реално имав толку страв што, например, секој маж го замислав дека може да е тој. Јавна соба се појави пред неколку години на Телеграм. На прв поглед обична, но многу бргу, Јавна соба станува дигитален пекол. Над 4000 членови споделуваат експлицитни фотографии од девојки без нивна согласност, повеќето малолетнички. Некои од нив препознаени од соседите, пријателите, учителите. Во групата немаше жени. Значи, јас мислам дека дури сум била единствената жена таму, понели со различно име подпишано, за да не се знае воопшто. Коментарите беа погадни, ќе пише ова овде живе, таа е таква и другите као тај број, ајде сега сите ќе сексуално злоупотребуваме. И тен беа зломни и понижувачки кон жената. Јас сите тоа го сваќам како една одмазда и таргетирање за уништување на животот на жената. Телеграм групата се претвори во дигитална касапница. Телефоните во оружје, коментарите во мета на морална екзекуција. Секоја фотографија како нож во грб, а зад секоја слика реална девојка, со адреса, со глас, со живот што се руши. Имаше и фотографии интимни што си ги праќале партнерите, најчесто жените кон мажите. И покрај фотографиите имаше име и презиме, број. Ова е курвата, таму и таму живе. Најчесто беа тоа според мене имаше исфрустрирани мажи што тој или му биле поранешни девојки, партнерки, жени. Одмазда. И се беше во комбинација со погадни зборови. Јавноста беше многу гласна, а институциите беа пред голем предизвик. Законот не препознаваше дигитално насилство. Жртвите оставени сами на себе без поддршка. Случаите заглавени во бирократијата.
Нашиот кривично правен систем не подразбира системна поддршка, тоа може би и фалинка на системот и може би треба да се иницираат законски измени за тоа да се коригира. Тоа воглавном поддршката посвестувано оставена на невладиниот сектор кој што работи, оние невладини организации кои што работат на заштита од родово базирано насилство. Право на штета секако имаат и се редовно упатувани во граѓанска парница, каде што можат да бараат надомесна штета поради претрпени душевни болки за нарушена чест и углед и така натаму, но воглавно тука застанува класична поддршка институционална не постои. Жртвата со која ние зборувавме, впрочем, е таа која прва го пријавува случајот во јавноста и во полицијата. Злосторниците во тоа време немаат страф од тоа. Цело време бев во групата и гледав реакции. Јас имам пријавено во една национална телевизија и кога излезе дека постои и беа почна да не пријавуваат, дури имаше, пошто јас имав објавено статус дека постои јавна соба групата, дека во не членуваат 4000 луѓе и вален тој некој пријател што сум го имала на Facebook. Еве заради ова вампирката и почна една хајка против мене да се води. Моментот кога одам во полиција, неголемата иронија, одам таму, чекам да дојде моето место, значи мојот ред. И му кажам целата ситуација и добив коментар. Па знаеш колку јавни соби постојат, кога цело време има злопотреба на фотографии, лични податоци. Кога ќе споменам во тоа време, сметам дека во однос на тоа знаење и развој на настаните во тоа време, сме одговориле на предизвикот многу добро. Документирана беше целата содржина, односно утврдени беа одредени фотографии и содржина каде што беа нели представуваат детска порнографија. Тоа кривично дело е навистина сериозно кривично дело и следува многу голема казна и сметам дека токму ова е моментот каде што сметам дека денеска немаме случај од ваков облик. Да, може би има некои помали, да речеме, значајни, но не толку масовни, бидејќи во таа група, како што се сеќавам, беа илјадници луѓе од нашата држава вклучени и споделува фотографии од млади девојчиња. Екипираноста е под знак прашалник колку човечки ресурси стојат на располагање. Ако ви кажам, например, дека барем допред некое време беше така, ако имало измени, тоа е супер, дека барем допред некое време за вештачење, форензичар за вештачење на телефони, пример беше само еден. Да сте најспособниот човек на светот е лимитирано колку ви се вашите капацитети. Сметам дека од кога се објави во медиумите, во јавноста, тогаш почна полицијата и тие органи да влијат, пошто стана некоја поголема бука дека пак постои. Конкретно со мојата пријава, кога беше 15 минути разговор, куцање на компјутер, потпиши се потпишав и толку. Креаторот и модераторот на групата Јавна соба се правосилно осудени на по 4 години затвор за произведување и дистрибуција на детска порнографија. Всушност казната е ублажена затоа што санкцијата од 5 до 10 години затвор, таа е на сите инстанции помината и на апелација и на Врховен суд. Предпоставувам се, не знам докаде се со издржување на казната затвор, меѓутоа тоа кривично дело произлезе од конкретната Јавна соба, други кривични дела тогаш не произлегоа. Можеме да говориме евентуално за други кривични дела кои што евентуално би произлегле, меѓутоа би навлегле во доменот на шпекулацијата. Сега. Со цел, правиме претрес, имаме осомничен, правиме претрес, одземаме мобилни телефони, компјутерска опрема и истите се праќаат на вештачење. Од кога ќе се изготви вештачењето? Значи со лиценцирана софтверска алатка. Правиме анализа. За случајот Јавна соба што го споменавме, излегоа не знам точно, не ме фаќате за збор, но 180.000 фотографии со сексуални половни општења, како да кажам, со деца и девојчиња, односно ликови што наликуваат на деца.
бидејќи делото е многу специфично во однос на детската порнографија. Последен ваков масовен случај на криминал, јавноста беше на штрек. Секојдневно излегуваа нови и нови жртви, а институциите беа притиснати да работат бргу. Па за конкретниот предмет се сработи релативно брзо, тој предмет беше и притворски, значи завршија и со мерки притвора, ако не се лажам. Се сработи релативно брзо, она што алармира и што треба да алармира, да барем по некои информации кои што произлегува во јавноста е дека се појави нова јавна соба или да е тоа истата која што е, не знам, пререгистрирана, сам или не сум експерт по сајбер безбедност, на што можеби и казната која што е под законскиот минимум без признание на вина можеби е несоодветна, но таа казна е потврдена и од највисоки инстанции, така да е илузиорно сега да јас да ја преиспитувам дали е во ред или не. Меѓутоа во главном предметот се сработи релативно брзо по пријава на Зошто е тешко да се работи во оваа област, во откривање на овие сторители? Сите знаеме дека првенствено ќе напоменам различна юрисдикција. Значи, компјутерскиот криминал е транснационален криминал. Имаме сторители од една држава, место на извршување на кривичното дело, да речеме, втора држава, а жртвите да се во трета. Второ, користење на VPN конекции, значи анонимизирани софтверски алатки, како Tor, за да се прикрие IP адресата од каде што нели пристапува криминалецот. Исто така, темниот интернет, многу предизвикувачи за сите служби во светот, многу предизвикувачки за истражување и за откривање на сторители на кривичната дела, особено што темниот интернет, значи знаеме дека таму може све да најдеме, од нели да се набави компјутерски вирус или пак да се нарача ransomware напад до продажба на оружје и дрога. Предизвици за работа со вакви случаи имаат не само истражителите, не само Министерството за внатрешни работи, туку и обвинителството, адвокатите, а најмногу жртвите кои трпат притисок што некогаш станува неподнослив. Сте имали ли случај некој кој што близу до сајбер безбедноста имали предизвик во тоа да се застапува таков случај? Да, сум имал предизвик секогаш да се застапува во Република Македонија, затоа што тоа многу пати сум говорил, ќе повторам и сега, привилегираноста на јавниот обвинител е на ниво на Русија и на Кина и не знам и на Турција, што се знае за каков тип на земји супер авторитативни се работи, значи процентот на успех на јавните обвинители во Македонија е на тоа ниво, што е фрапирачки за едно општество кое што претендира да е демократско. А на оние кои што го прават тоа, што би им порачал? Да престанат и да имат поголема свест дека може на некој да му го уништат животот. Дури може тоа да заврши со трагично заврши. Не секој може да го издржи тој притисок. Јавна соба може би е сега затворена, но штетата е долгорочна. Жртвите не забораваат. Системот мора да се промени. Не е прашање дали ќе се случи повторно, туку дали ќе бидеме подготвени. Тогаш, кога нели излезе во јавност и кога почна промени да се случуваат, реално се чувствував многу храбро. И јас ја потекнав целата промена. Дури го заборавив тој страв. Ми беше мило што направив нешто се случи.